Добре дојдовте на македонскиот канал Нов Аснам. Денес имаме специјален гостин од Сиднеј, македонски активист кој активно учествува во политичкиот и локалниот живот во македонската заедница во Сиднеј и Австралија од 92 година. Игор Александров, кој има работено како активист на ВМРО-ДПМН на времето, Светскиот македонски конгрес, бил законодавен советник во парламентот на Нов Јужен Велс, а сега е генерален раководител на Македонската православна заедница во Сиднеј, ексклузивно, директно од Сиднеј за нас. Игор, здраво. Како си? Здраво. Драго ми е пак што се гледаме. Апсолутно. Овој втор пат што ние се гледаме овдека, сега си дојден со падобранец директно на наши парламентарни избори и твоите импресии се сигурно различни од, можеби различни, од нашиве, како што ние ги гледаме работите. Ова што ни се случува сега е доста интересно. Не е да не е очекувано падот на резултатите од првиот круг на изборно гласање. Значи имаме генерално пад на СДСМ на 180.500 на Пендаровски, професорката Давкова освои 363.000, 83.000 гласа освои Максо, професорката Ванковска 41.000 глас, 120 Бујар Османи и 83 Арвен Таравари. Спроведено од минатиот пат имаме поголема излезност, 905.000 оваа избори наспроти 750.000 минатите, како и минатиот пат имаше тројца гласови, но разликите од првиот круг меѓу минатиот и сега се драстични. Минатиот имавме 322.000 за Стео Пендаровски, 316 за Давкове и 79.000 за Блери Мреđevi. Какви се твоите импресии за овие избори? Дали има место за триумфализам, како што ВМРО-ДПМН го најавува и така натаму? Значи, тука има простор за триумфализам само на македонскиот народ, затоа што се покажува дека полека македонскиот народ престанува да трпи тоа што го трпел, да речеме од 2016 или кога беше? 2016 кога да. Иако и пред тоа премногу трпеше, ама во друг контекст. Мислам, во режимот на Груевски имаше многу фаленки, двојни стандарди во однос на корупцијата, начинот на владење на братучет му. Ама во споредба со она што се случи после тоа, шок. Објективно има причина луѓето да велат дека било поарно пред тоа, мислам. И од надвор кога ќе дојдеш, колку толку изгледаше дека некој нешто се труди овдека да смени, да води некаков ред, а од тогаш и од на секој доаѓање само гледам се повеќе и поголемо и поголемо. Поголем распад на системот, распад на културата, распад на инфраструктура, запоставеност во секој поглед. Така да излезеноста сега, особено во период кога велиме дека многу луѓе се иселиле од Македонија, така што значи дека можеме да претпоставиме дека со помалку жители имаме поголема излезеност. Значи ако беше истата, ако беа истиот број на жители тука како тогаш, веројатно уште поголема би била излезеноста. Но дека нема место за триумфализам на ВМРО-ДПМН дефинитивно нема, затоа што ВМРО-ДПМН, ако гледаме споредба меѓу гласовите во првиот круг од 2019 и ова, има разлика од 45.000 гласови разлика. Овие бројки што ги освои Давковска сега, колку што се сеќавам, се значајно помали од резултатите кои што ги освојуваше Ѓорги Иванов на времето. Дури и во последниот мандат, кога, знаеш, вообичаено е секоја влада која што во повеќе мандати, власт која што во повеќе мандати владее, при крајот да и паѓа бројот на гласови, а не да и се крева, така. Така да
Ја не знам на што има да се радува ВМРО ДПМН. Треба да научи нешто од првиот круг и да размисли дали треба нешто да смени до вториот, иако времето е многу кратко. За триумфализам имаат место овие нови партии кои што од никаде излегоа и направија, земаа големо парче од гласачкото тело. Мислам, Максим Димитриевски, кој е Максим? Да. Јас Максим го памтам од времето кога беше војник на СДС и агитатор за Северна. Сега се преобразил, ама ете, доволно Добро, 83.000 гласови. Доволно за да лапне 83.000 гласови. Ја не би рекол дека Левица и Максим земале гласови само од СТС, како што некои зборуваат. Мислам дека земале и гласови од луѓе кои што порано гласале за ВМРО ДПМН, а во претходните избори или па и изборите пред нив воопшто не гласале или гласале за СДС како контра, како револт од онаа корупција која што сметаа дека се случувала во времето на Груевски. Така да, за триумфализам дефинитивно нема простор. Сега проблемот во Македонија, тоа го има можеби и на други места до некоја мера, ама пренагласено е тука, потребата на луѓето да се поврзат со победникот. Да. И затоа овдека имаат потреба да создаваат победничка, триумфалистичка перцепција, затоа што очекуваат дека оние луѓе кои што се навикнати на прилагодлив кукавички живот, уште од времето на УДБА, па можеби и од Турско, кои што сакаат да одат со победникот без разлика дали е тоа правично или не, дали е исправно или надежно или не, сметаат дека на тој начин во вториот круг ќе добијат повеќе гласови со тоа што ќе се прикажат како да освоиле голема победа. Јас не мислам дека така ќе биде. Луѓето мислам дека гледаат веќе дека така има ветер на промени, ако може така да речам, и дека колку што има шанса во вториот круг повеќе гласови да добијат ВМРО ДПМН, толку има шанса повеќе гласови да добијат и Левица и Максим Димитриевски. Стефче Акимовски исто. Па Стефче Акимовски не знам дали мислиш дека тие гласови негови се нешто дебакл сериозно. доживеа Стефче? Дали мислиш дека тоа заради неговиот став, полупатриот, полунепатриот, за некој работа? Види, јас Стефче Акимовски или пат заради ставање на црната листа? Што мислиш? Тоа ставањето на црната листа колку влијаело, тешко е да се каже. Знам дека генерално во Македонија меѓу луѓето има страф дека Америка ќе ни се налоти, па готово ќе биде пропаст ако за нешто ни се налоти Америка. И тоа одма значи конфликт. Ако беше така, немаше ни за Левица да гласаат. Затоа што Левица е де факто на црна листа на САД, така нели поставува услови на Мицковски му поставува услови дека не смее да прави коалиција со Левица затоа што Левица е отворено против членство во НАТО, например. Да. Така да не би рекол дека тоа е клучниот фактор. Мислам дека едноставно човекот како личност е дискредитиран од премногу превртување. Веројатно и во локалната политика негова има нешто што создава сомнеш кај луѓето. Јас од она што сум го гледал од негови интервјуа, не можам да речам дека е нешто значајно помалку од другите кандидати. Барем во однос на неоколониализмот кој што се води во Македонија преку Европската Унија и НАТО, имал смелост поотворено да зборува и да каже дека до кога ние ќе трпиме да ни диктираат од надвор, да не условуваат од надвор што како да правиме во внатрешната политика која што треба да биде домен на суверените граѓани на државата. Но малку предоцна излезе со таква храброст, затоа што во претходни прилики кога сметал дека е опортуно да се врзе со СТС, бил со СТС, па кога сметал дека е опортуно да се врзе за Груевски, беше со Груевски, па се скара со Мицковски, па пак почна да флертува некако со
СДС, па даваше изјави дека промена на Преспанскиот договор не е можна затоа што е заведен во Обединетите нации и тоа чим е заведено ние не можеме да го смениме. Што е апсолутно неточно, до нас е да го смениме и ние ќе го смениме еден ден. Откако го ставија на црната листа, гледав интервју за австралиска радиопрограма, мислам Каицо Најдовски беше, каде што вели, па не викам ја дека е невозможно, ама треба да знаеме дали народот е спремен да ја плати цената која што треба да се плати за тоа. Тоа е многу поинаков одговор од невозможно, така? Да. А факт е дека за секоја сериозна реформа, кога имаш распад на системот, трул систем, мора нешто да се жртвува, мора некоја цена да се плати. Што се создало во историјата на човештвото, или конкретно во историјата на Македонија, кое што не дошло по голема цена. Апсолутно. Не сакаш цена да платиш, ќе добиеш толку колку што си спремен да платиш на крајот на краиштата. Нели преска разговаравме како ова со партиите во Македонија малку ме потсеќа на приказната за трите прасенца, така? Да. Значи мене овие што нудат нова алтернатива некоја ме потсеќаат на прасенцето што правило куќа од слама и она што правило куќа од картон. А СДС ми доаѓа некако како четврто прасенце кое што си го кани волкот на гости под услов да го изеде него последно. А не гледам прасенце што гради куќа од цигли на темели, на здрави темели. А тоа се разбира бара повеќе труд и мака, така? И жртва и цена. И таа треба ние македонскиот народ да... Па не можеш ти да го лажеш народот дека ќе направиш сериозни реформи, ама ќе го направиш тоа без некои поголеми маки, без некој поголем ризик, без болка. Едноставно невозможно е. Невозможно е. И дури и на Западот сега, затоа што новите генерации се растени така пофрагилни, полесно поминале низ животот, на родителите на готово почнуваат да им даваат се, па ги заштитуваат некој учител да не ги вознемири. Знаете, ќе дојде вознемирен дома, јас сум по стрес, вака ми рече учителот или учителката и ќе земе родителот, ќе оди ќе се расправа во школа, што му направивте на детето моја. Значи создаваат фрагилни нови генерации. Неспремни за борба, неспремни за принципиелност. Кои што секогаш го бараат најлесниот пат, линија на помал отпор. Да, најбрзиот, најлесниот пат и затоа западниот свет веќе оди назад. Нас не изгледа дека е напред заради предноста што ја стекнал порано, особено во повоениот период. Ама пак таа предност ја стекнале луѓе кои што рискирале и жртвувале многу и се бореле сериозно. Да. Тогаш се случувал напредокот. А ова што го имаме од нивните деца, па внуци, па правнуци уште повеќе, значи, кои што се навикнати на готово, на лесно, се случува заради тоа распад на системот. На секаде на Западот страда и демократијата како систем, корупцијата расте, иако не ја нарекуваат корупција, но веќе се смета како така нормално функционирање на системот. Имаш се помалку и помалку граѓанска свест, се помалку и помалку учество во системот од страна на обичните граѓани. Се повеќе и повеќе луѓе кои што ги сметаш како некој, мислам, други ги сметаат како интелектуалци, ама ако разговараш со него за некоја општа тема за општото добро, ќе ти рече па немам ја време за тоа, ја имам работа. Мислам, тоа ли е интелектуалец, некој кој што живее во Меурче, кој што мисли дека неговиот интелект е создаден само за да заработи плата од 8 до 4, да. Да го активира. Начнуваше на многу убава тема. Што е тој интелектуалец? Тоа може да биде само технички кадар, занаетчија од нова ера на нова информатичка технологија или нов бирократски систем. Да, сега начнуваше на многу добра тема. Колку сме спремни ние македонците се избориме за тоа што нашата политичка волја да избие на површина. Таа е преточена во 30 септември 2018 година, кога кажавме не на Северна, во НАТО и ЕУ, меѓутоа еве сега гледаш какви се паролите. Сите се за Македонија, устата нонстоп Македонија, а ја не гледам некој да каже ќе ја урнеме оваа дивоградба Северна. Значи вака, тоа што сега и ВМРО, ДПМН, и Левица, и Макси, и Мистевчо, сите играат на
картата Македонија гордост, храброст, не знам што. Да. Тоа укажува дека се свесни дека меѓу македонскиот народ расте револтот кон предавствата, расте револтот кон понижувањата. Мислам, не е тоа само патриотизам, национализам, на лично човечко ниво. Нашето достоинство е тотално срозано, да. Јас кога се активирав за прв пат во македонската заедница во Австралија, јас не бев задоен со патриотизам или со национализам. Да, од мал сум ме учеле и сум сакал да учам за Гоце Делчев, па и за ама колку за Гоце Делчев, толку и за југословенски партизани. Мислам, сепак тоа самата борбеност на тие луѓе била повод за гордост, така? Да. Но јас не бев задоен, индоктриниран кога се вклучив. Јас се вклучив затоа што ми се случуваше во школо, на улица во Австралија, грци, срби, да ми велат дека македонците не се македонци, дека се Титова измислица, и тоа го како лично понижување го сватив. Исто како што би го сватил како лична навреда и понижување некој да ми зборува против членови на семејството. Значи, не можеш да го одвоиш националното од личното. Преку националните предавства луѓето се лично, на лично ниво понижени и почнува да расте тој револт. Партиите го гледаат тоа очигледно и играат на таа карта да ги придобијат, ама со празни флоскули. Затоа што, еве, кој нуди на вистина да си македонскиот народ да си ја врати Македонија во своји раце? Не гледам. И тоа е, дали мислиш дека ние влегуваме во една фаза на самозалажување, кај што ние ќе се убедуваме самите себе си, ова е Македонија, а ќе земеме сите печати, сета политика ќе биде да ја усталичиме и Северна да ни биде дел од нас и тоа да ни биде поприфатливо. Наместо да се земеме да се кажеме, чекајте, вака не било, предавството е направено, ние треба да се здружиме, да си ја вратиме државата во наши раце, да ја тргнеме северна оваа дивоград. Значи, прво ние треба да бидеме јасни околу значењата на терминологијата што ја користиме. Добро, повели. Да не бидат само празни флоскули пароли. Многу е битно да не биде јасно што значи јазикот, речникот кој што го користиме. Точно. Например, Македонија повторно ваша, што значи тоа? Чија? И каква била наша повторно претходна и каква е сега? Од моја гледна точка, онаа Република Македонија, која што јас ја сметам за своја, е наследник на Автономска Република Македонија, апсолутно, наследник на Македонската народна ослободителна војна, која што ја водел македонскиот народ не само во границите на Република Македонија, туку во сите делови на Македонија. Успел да освои, да ослободи, да речеме, еден дел на Македонија да го претвори во република, но и тоа повторно со други методи е поробено. Значи, нашата борба, народна ослободителна борба е заедничка во сите делови на Македонија и затоа имаме толку, да речеме, благодети. Патриотизам меѓу македонците во диаспората има повеќе од што има кај многу други заеднички, етнички заедници. Има некои што имаат уште повеќе, ама тие се затоа што имаат поголема мака. Значи, за мене Македонија и Република Македонија е таа држава поставена на такви темели. За мене македонскиот идентитет не е само име Македонија македонци. На крај краишта и Ванчо Михайловистите го користеле поимот Македонија за Македонија, па и македонци, ама со објаснување дека тоа се бугари од Македонија. Дека македонци е само идентификација според географска положба. Значи, името македонци и Република Македонија за мене не е доволно. Ако некој ми зборува дека треба да си ја вратиме Република Македонија, тоа значи дека Република Македонија треба повторно да стане на асономски принципи. На асономски принципи, држава на македонскиот народ, во која што сите што живеат тука, без разликата на етничката припадност, на кои што се лојални на таа Република Македонија, ќе бидат еднакви пред законот. И во таа смисла ќе бидат македонци, можеби не по етничка припадност, ама по национална припадност, како што јас по национална припадност сум и австралијанец, ама со етничко македонско потекло. Ја додуше имам право на двојно државјанство, ама ако сакам да станам пратеник во парламентот на Австралија, треба да се откажам од македонското државјанство.
затоа што тоа е основа за конфликт на интереси, односно конфликт на лојалност кон интересите на Австралија наспроти интересите на Македонија. Значи, спореди го ова со што се случува кај нас и еве минатиот председателски кандидат на Алијанса на албанците Беса, кој беше председателски кандидат на НИВ, подосна отиде да биде министер во Косово. Значи прво не можам ја да зборувам за албанските етнички. И каква лојалност имаме ние на дел од нашите граѓани. Не можам јас да зборувам за градење на мултиетничка хармонија во рамките на македонската нација со одстапки пред необалистички партии. Абсолютно. Значи Република Македонија, Автономска Република Македонија е направена откако се исчистени балистите. Точно. Или на основа на прочистување на балистите од Македонија. Сега имаме Моите возвраќање на дедовци исти... и моите баби имале повеќе мака од тие балисти од што имале од италијанци, од германци, па дури и од Исто бугари. така. Добро. Да. Нивната борба за ослободување на Македонија била борба против тие балисти. И нивниот етношовинизам, нивната антимакедонштина, нивната коруптивност, нивното гангстерско, насилничко, злосторничко однесување. И сега ние имаме партии кои што се отворено повампирување. необалистички расположени. Значи не можам јас Избориме во исти момент за меѓуетнички соживот. Ја тоа не можам да го разберам. Не, ние треба да си градиме меѓуетнички соживот како што македонските партизани Апсолутно. граделе меѓуетнички соживот. Значи имало и албанци партизани, имало, така? Да. Респект треба да има за сите. Значи ние треба да градиме тоа, меѓуетнички соживот. Тоа ни е апсолутно потребно, инаку без меѓуетнички соживот не може да истрае оваа држава нема да успее. Не само што државата нема да успее, сите граѓани, сите жители, сите македонци, албанци, сите се во опасност и си ги ставаат и своите деца и своите внуци во опасност од таму има меѓуетнички незадоволство, насилства, граѓански помасовни војни. селења него од нашата. Апсолутно. Ние треба да градиме, тоа треба да ни биде приоритет меѓуетничката хармонија. Точно, но не на ваков начин. Ова е меѓуетничка дезинтеграција што се прави Точно. во договорите што се прават со ДОИ и со другите необалистички политичари и партии. Видете ги знамињата што ги користат на своите собири, ќе видите каде има нив лојалноста. Океј, ако они користат македонско знаме, например за мене македонско знаме е ова. Ама ете, за некој е вентилаторот кој што беше насилно наметнат токму како дел од таа антимакедонска политика. Не се сите тие луѓе антимакедонци, мислам дека имаат едноставно погрешно разбирање на тоа што значи знаме кое што е символ на нацијата и што значи македонската нација, ама поврзаност. ајде дури и да речеме дека тоа со вентилаторот е официјално знаме на Република Македонија. Каде го гледате по нивните собери, каде го гледате под нивните партиски штабови? Значи они може да веат знаме на Америка, може да веат знаме на ЕУ, на Албанија, странска држава, ама не може да веат знаме на Македонија. И сега вие ќе ми кажете дека со тие луѓе ние можеме заеднички да се бориме за интересите на македонската нација, на Република Македонија, која што треба да биде составена од таа македонска нација. Тоа се внатрешни непријатели на македонската држава. И тие се непријатели и на албанците, И на кои што албанците, сакаат на да живеат, меѓуетничкиот соживот. кои што сакаат да живеат со етничките Да. македонци и другите мислам другите македонци од други етнички групи во Македонија. Тие се непријатели на својот народ, затоа што им невозможуваат да се инкорпорираат во нашето општество како што би требало Прво и да се прво, инкорпорираат. сите зборуваат граѓанска држава. Па што значи граѓанска држава, што значи владење на право? Ајде да видиме колку има коментатори, аналитичари кои што зборуваат и објаснуваат што значи тоа. Поимот граѓанска држава го прикажуваат како нешто што е спротивставено на поимот нација, што е апсурд. Мислам, светски пример за граѓанска држава во модерна смисла е Франција, кој што истовремено светски пример за модерна нација. Граѓанска држава едноставно значи дека суверенитетот наместо да лежи во монарх, лежи во граѓаните кои што ја сочинуваат таа нација, држава нација. И сите се французи. А владење на правото што значи? Владење на правото значи дека секој граѓанин е еднаков пред Пред правото, независно
од етничка припадност, независно од верска припадност, независно од полова припадност. Како може да ми каже дека ова што го направи, например, со рамковниот договор или овие демократски или дивиов меѓупартиски систем што го имаат со партии на етничка мајски основа? договор, што те знам каков ли не договор, кои сами меѓу себе си се договараат како да не владеат надвор од било каква правна, законска, уставна рамка. И тоа во името на демократијата, владење на правото, европскиот пат, НАТО и сето тоа. Смешки. Со таква со хипокризија приликата лаги. да се доаѓа до функции по етнички клуч. На таков начин како што тоа го направија со рамковниот договор, што значи дека тие позиции ќе ги исполнува ДУИ или некоја друга балистичка партија партнер во власта, они всушност не доведоа во ситуација каде што и на етничките албанци кои што се лојални На државава, државава им одговара да се приближат на таа необалистичка идеологија за да дојдат до функции, инаку нема кој да ги назначи нив. Ајде, колку албански министри или директори назначила ВМРО ДПМНЕ без тие да бидат предложени од ДОИ или од некоја друга албанска партија. СТС гледам ставаат кај нив по некој етнички албанец онака како за декор, ама проблемот е што СТС е антимакедонска партија веќе. Да, точно. Значи не е тешко и за балист да влезе во СТС. Затоа овој, како се викаше овој што го затворија за корупција, тој со долгата коса. Да, беше новинарот бившиот. Да, затоа тој може да биде и во ДУИ и во СТС, нема е проблем, затоа што не се коси со необалистичката идеологија која што него му е основа. Така да, со тој систем на етничка сегрегација, тоа е етничка сегрегација на државата, тоа не е рамноправност. Они му даваат моќ на ДУИ на другите необалистички движења да ги радикализираат, своите барања, да ги радикализираат, да речеме, умерените албанци или албанците кои што се лојални на Македонија, на македонската нација. И не само тоа, сега имаме ситуација ние каде што луѓе од други етнички заедници, дури и македонци се пријавуваат како албанци, за да дојдат до работни места според квотите, така? Со бошњачката партија и пакријата на турците. Значи, ако ме прашувате мене, во најмала рака не треба да се коалицира со таква партија. Ако не можеме законски да ги забраниме, треба да имаме правило дека партија која што е лојална на македонската нација, на Република Македонија, не треба ни да помисли на коалиција со таква партија. Со етносепаратистичка партија, која што всушност сака да ги пропагира интересите на албанците на сметка на македонците. И не случајно нив побитно има што се случува на Косово, отколку што се случува во Источна Македонија или во Битола или во Прилеп, така? Апсолутно, да. Тука е јасно дека тие луѓе едноставно од старт треба да се дисквалификуваат од можност да држат позиција, државна позиција, заради тоа што не се лојални на државата, а тоа треба да биде предуслов за држање на државна функција, дури да е странец да дојде, да речеме како експерт некој да го ангажираме, да речеме води некој специјален суд против корупција, одговара да донесеш некој од надвор кој што е тотално независен од овој систем и од овие криминогени партиски кланови тука, ама и тогаш тој се знае дека доаѓа службено да работи за македонската нација. Ако тој истовремено работи за Стейт департментот на Америка, тој не може да биде достоен за таква работа, така? А ние всушност имаме председателски кандидат на ДУИ кој што отворено повикува да треба САД, ЕУ, НАТО да одобруваат кандидати за државни функции во Македонија. Па што е тоа? Он отворено повикува на окупација, протекторат. Па тоа е велепредавство според уставот, подчинување на интересите на Македонија на интересите на странска држава, така? Да. Па тоа е по правна дефиниција, по уставна дефиниција, тоа е национално предавство. Каде се кандидатите на македонската, да речем, македонскиот блок? Они да го спомнат уплашени, уплав има такво нешто да зборат. И сега начнуваш една многу убава тема,
И сакам да те прашам ова. Затоа што има многу голем страф меѓу, така барем ја го осеќам тоа, од новинари кои не прашуваат прави прашања, до политичари, кандидати кои не наметнуваат тема кои се вистински, него споредбени. А од друга страна сакаат нас да не плашат сите кои гласаме, дека чекај, полека, немој таа тема да ја ставиш сега, можеби ќе дое некое друго време, можеби албанците ќе се побунат пак, па да има етнички немири, кјути за да биде мирно. Дали може да се одвои економскиот просперитет од националниот идентитет и суверенитет? Па тоа види, еве вака на две нивоа ќе го кажам тоа. Например, ако си студирал менеджмент, мислам дека си студирал менеджмент. Да, Канада, да. Се знае дека еден од клучните елементи кои што ги разликуваат успешните фирми или успешните бизниси од понеуспешните е моралот на етиката, моралот. Моралот во смисла на мотивираност, на чувство на гордост, чувство на инспириран човек. За таков морал зборувам, не за морал во смисла на етика. Етиката е дополнителен елемент, нели? Како што и со фудбалски тим, спортски тим, нели? Водачот на тимот, тренер, па и менеджментот треба да се ако не види дека, мислам, ако не обезбеди играчите да бидат мотивирани, да бидат инспирирани, да се чувствуваат горди и достоинствени, колку сакаат тие нека се способни физички или извежбани, нема да биде успешен тим, така? Апсолутно. Така да не можеш ти да очекуваш економски просперитет за доброто на сите. Значи економски просперитет можеш да имаш ти за еден тајкун или еден криминалец или двајца или цела група. Тоа е друга работа. Нас не интересира економски просперитет во интерес на целата нација, така? Од таа гледна точка не можеш ти да го одвоиш националното понижување, националното угнетување од економијата. Значи, човек кој што дошол до степен да вика, па ако на никому не му е гајле за мене, зошто да ми е мене гајле за другите, ви очекувате он во економијата да функционира како некој кој што размислува подалеку или размислува за доброто на сите? Кај што кога води фирма или основа фирма, не размислува само колку ќе се збогати, со колку пари ќе се пензионира, туку него ќе му биде гордост да создаде работни места со кои што придонел за квалитетни животи и на други луѓе, и на работниците кои што работат за него, на неговите партнери, кои што ќе мисли за тоа каков пример ќе остави за неговите деца, за неговите внуци. Значи, ние имаме такви национални предавства во кои што тотално се губи било каков морален или етички компас или систем на вредности. Од тој аспект не може никој да очекува Република Македонија да има економија која што ќе биде корисна, плодна за генерално за нацијата, кога нема ништо што не е на распродажба. Прво, националната историја, националното наследство со кое што политичарите тргуваат, тоа не е нивно. Они го крадат од нас. Го крадат од нашите идни поколенија, го крадат од оставината на нашите предци кога тргуваат со него, за да останат на власт, мислејќи дека странците ќе им помогнат да останат на власт. Ќе видиме во вториот круг колку ќе им помогнат странците, можеби. Ама колку далеку може тоа да оди? До кога може така? И каков резултат ќе донесе? На долг рок нема да донесе. Ако тие луѓе се спремни да го крадат достоинството на народот, да го крадат, историјата да ни ја крадат, да ни ја препишуваат, честа на нашите предци да ја крадат, на нашите идни поколенија. И сега тие нема да крадат од јавниот буџет, па пари се.
ќе се заработат. Ќе ни даде уште. Ќе ги имаме. Кој ќе влеземе во ЕУ ќе ни дадат уште, па ќе има уште повеќе за крадење, така? Не можеш ти од такви луѓе кои што немаат, ако немаш национално достоинство, немаш ни лично достоинство. Од човек кој што нема лично достоинство не можеш да очекуваш во било кој домен да биде корисен за општеството. Барем јас така ги гледам работите. Ако некој може да ми покаже пример кај што вакви безморални луѓе градат иднина просперитетна за држава, баш би сакал да видам. Нема, ние сме Каде што исклучок. Каде што со понижување на членовите на тимот, постојано понижување пред светот, да речеме, градат силен тим. Каде го има тоа? Јас би сакал да видам каде го има. Тоа не може да се случи, затоа уривањето на оваа дивоградба северна треба да биде не е само врвен национален приоритет за сите нас. Не е само работата дали ја ќе докажувам дали сум бугарин или грк или македонец. Поентата е дека човеково право ми е, според универзалните права кои што важат за сите народи, јас тоа самиот да си го определам. Едноставно немаш ти право да ми наметнуваш мене идентитет. Имаш само обврска да го почитуваш мојот. Јас како што ќе го изберам. И ти кога ми го одземаш тоа право, а важи за сите, барем цивилизирани народи на кои што велиме дека сакаме да се придружиме, што е тоа? Ако не понижување, ако не деградирање, ако не угнетување. И сега они ќе ми кажуваат, мене ја донеле, гледам Пендаровски пред некој ден на реклама, Македонија ја направиле они цивилизирана држава. Па дај бе човеку кажи што ти значи тебе цивилизација. Мислам, ако не во која смисла ја направиле Македонија цивилизирана држава? Дали она што ќе го видиме надвор ако излеземе на улица наликува на поцивилизирана држава од онаа што ја имавме пред рамковниот договор или пред Преспанскиот договор? Да. Игор... Или некоја институција бирократска служба, ако влезеш да побараш некоја услуга, ќе видиш поцивилизирана држава од онаа што ја имавме пред Преспанскиот или пред рамковниот договор. Апсолутно. Од 95-та и промената на знамето и прифаќање на срамниот договор привремен со Грција, ние имаме само деградирачка политика, која е деморализирани и не можеме напред видиме со ваква политика. Луѓето кои што верувале во општото добро и се бореле за општо добро, доаѓаат до ситуација да речат па јали ќе бидам единствен будала. Да. Така, деморализираноста е најосновен услов за корумпираност на честните луѓе, затоа што секој честен човек може да се расипе. И тоа почнува со деморализираност, со губење верба во можноста честно и достоинствено да се гради квалитетен живот. Тогаш се отвара простор, плодна земја за корупција. И тоа го имаме и низ нашата историја. Љупчо Гергиевски не беше истиот на почетокот што стана подоцна. Кога почна и се уште го предавничката политика отворена на Љупчо Гергиевски, после Кичевскиот конгрес, кога кажа во Македонија не може да се дојде на власт со национална програма, сега ние ќе применуваме демохристијанска прагматична политика. Значи он до тој период верувал дека може со национална политика, доаѓа до ситуација, доаѓа до негова реализација, по моје мислење погрешна, дека не може така и се придружува на, знаеш, она како ако не можеш да го победиш, придружи му се. Тоа е тоа. Тоа е тоа што се гради или начинот на кој што се уништува Република Македонија и македонското општество. Фала многу што вакви убави тези ни ги изложи од една австралиска перспектива на еден македонски активист кој е загрижен за случувањето овдека, кој активно партиципира во својата средина таму и тука, и јас се надевам ќе имам уште една прилика пред идеш да направим уште еден убав подкаст. Се надевам и јас. Морам да кажам дека жал ми е што ова што го зборувам делува како нешто невообичаено овде. Не, апсолутно. Мислам дека овие се премногу елементарни работи за дури ми е смешно да треба да ги објаснувам. Мислам, ова треба да биде нешто што, како да ви кажам, како
Со оглед дека Нешто што живееме во извртени морални вредности и општество, каде што црното е бело, белото е црно, лагата е вистина, вистината лага, сепак мора Да, мора, ама сепак ние треба да сватиме дека е жално што тоа ни се случува, знаеш, мислам. Апсолутно. Ја мислам дека И тоа е нашата борба. Ова на пример паролата на СДС нема откажување од иднината. Чекајте, што е за вас иднината? Нема откажување од иднината, значи нема откажување од оној курс кој што досега го водат. 30 години се следи нивниот курс, што од Киро Глигоров, дури и ВМРО ДПМН продолжи нивниот курс да го следи. Каква иднина изградија со тој курс до сега? Предавничка. Никаква друга. Значи, наместо да зборуваме ние нема откажување од иднината, поравно да зборуваме за враќање кон цивилизацијата која што ја граделе нашите предци. Нашите предци од Втората светска војна или од Илинденскиот период, тие граделе цивилизација. Граделе ова што ни се случува нас во последните 30 години е само рушење. Додуше тоа рушење почна уште од времето на Југославија, така Југославија се сруши со корумпираност, со морална корумпираност и со разгалени деца на крај краишта, деца кои што беа растени по филозофија учи за да не работиш. И се случува наеднаш да имаш генерација на високо образовани луѓе кои што само мафтаат со дипломи, се фалат со дипломи, а не можат ни да го одржуваат основно знаење за истите. А немаат способност да го одржуваат она кој што нивните условно кажано неписмени баби и дедовци го создале. Со работа, со труд, и со само така можеме со верба го создале. Знаеш, мислам ти можеш од секоја мафија може да се испрати деца своји на најдоброто школо во светот, за да биде стручно покадарно да го води бизнисот на мафијата. Тоа нема да го направи тоа дете достојно да води нација или заедница или да подобрува општество. Значи имаме вакуум на карактерна солидност или систем на морални вредности, ако сакате. Разрушени ни се сите, за жал, и мораме да градиме од ново. Тоа е нашиот предизвик македонски како нација. Као прво да работиме на себе, да бидеме подобри, за да после се организираме и да си ја вратиме државата во наши раце. И на куќа имаме деца кои што ќе се изградат можеби прекрасна куќа, прекрасен двор, а надвор од дворот Поарно не излегува фекалии зашто е корумпирано. Па поарно не излегува со полирани кондори, џабе мислам. Апсолутно, така. Па тоа и натаму иде. Фала уште еднаш. Благодарам што не следевте на македонскиот канал Нов Асном. До следното јавување. Поздрав.